Граѓаните од долго најавуваната реконструкција на владата очекуваа поголеми кадровски промени и вистински политички жртви, а не козметика, сметаат анкетираните граѓани. Мислам дека е тоа маскето многу големо. Ништо не се винува од лошо по лошо. Нели речеме за Груевски дека бил диктатор. Нашоличе во сите функции порано беше судството, сега и финансиите. Мислам дека нема што да се дискутира. Тоа е. Лажно е се, тоа лажно. Еден човек, две функции. Нема ли кој друг да запосла, а? Не секој гледа да држи повеќе ресори, не е тоа уред. Незадоволни граѓани денес објаснуваа и кои ресори и министри требало да си заменат. И тоа не вчера, туку многу одамна. Сите комплетно ни еден да не остане. Без држава, без министри, без се, без председател, без ништо. Треба се да се реновира или наново нови избори да има. Ова е прв чекор во намерите премиерот Заев да ги стегне шавовите на владата која во многу сегменти не ги исполни очекувањата на граѓаните, па поради тоа во наредните денови предстои промена на 20 на директори на јавни предпријатија. Дали тие промени, условно речено, ќе ги задоволат граѓаните, останува да се види. Но во овој момент за добар дел од нив поважно е кој ќе си замине отколку кој ќе дојде. Но од друга страна, Заев во раце ќе го има најважниот ресор, ресорот финансии, на што тој многу бргу најверојатно и ќе поентира, зашто од септември најави зголемување на платите во јавниот сектор, како и на пензиите, што најверојатно и ќе се случи.